Да, така е. Никој да не знае, на почеток сме на уште едно негово издание. Ви благодарам што сте на фреквенцијата на Телма. И секако, вие си знаете, паролата ја учиме заедно до крајот на оваа сезона, секако сите ќе ја знаеме. Никој да не знае освен јас, вие и нашата гостинка. Сега, пред да го кажеме незиното име и презиме, рете неколку збора или неколку реченици да кажам во најавата. Јавноста ја доживува како жена која има своја професија, свој став, изразен карактер и која не прави компромиси пред се кога е во прашање музиката. Мој лично пак мислење е дека скоро секогаш во лице го кажува она што го мисли, што е можеби многу добро во денешно време, посветена мајка, сопруга и пејачка која внимава на многу детали во однос на кариерата. Сака да ги освести жените преку своите песни, тоа го докажа. Во последниот период најмногу ја врзуваат луѓето околу проектот Македонија во срцата носиме. Рекла во едно интервју дека понекогаш и неа и доаѓа преку глава од се и сака да се повлече и да се исплаче од целиот притисок кој го создава животот, но ова е само извадено од контекст, ќе видиме кога. Да, и завршувам со можеби најинтересната изјава која што ја најдов читајќи ги овие интервјуа. За неа вели и завршувам со незиниот омилен совет. Од кого друг ако не од незината баба. Таа и рекла: желбите постојат за да се остваруваат. А нашата пак гостинка додава и истиот тој совет е константен двигател во мојот живот и кариера. Бојана Скендировски, добри дојде. Во никој да не знае. Добро те најдов, Кате, навистина ми е драго што сум повторно со тебе. Многу убава најава, ме опиша мене. Таа сум, признавам, таа сум. Се што сум кажала во секој мој интервју било дел од мојот карактер, така да и не знам баш дали секогаш го доловувам вистинскиот мој карактер. Супер, имаме време да кажеме многу нешта за Бојана Скендировски. Сега, кога станува збор, нели секогаш ова вакво профилно интервју го започнувам со мигот кога тргна се. Тргна се некаде 2002 година во М2 потрага под звезди, нели? Но Бојана цело време пееше по дома. Кажи кому му беше најмногу дојдено преку глава, на твоите или на сестрата? На сестра ми дефинитивно. Ова не знам го имам кажувано и тоа се сеќавам на кои песни, значи на Селин Дион. Значи да пробуваш да ја имитираш Селин Дион, треба да Чека, се облекуваше со се комплетно? Не, туку пробував да ги фатам највисоките тонови на Селин Дион која што пее 3 октави, човече, мислам. Ја дете. Може само мислиш какво дракање било тоа по дома. И ја слушаш сестра ми само Бојана доста, прекини. Добро, мислам, денеска ми е најголема поддршка од секојаш ми била, ама веројатно тоа било доста напорно за слушање. Да. Така се вежбав. Така е. А кој те пријави, немда? Сестра ми. Па тоа е, за да пристанам. За да пристанеш да пееш по дома. Да, од секојаш ја нарекувам своја совест, затоа што кога и да сум се двумела или сум имала некоја дилема околу нешто професионално, сум ја прашувала неа, да. Секојаш ми била нека ветер во грбот. Да. И те пријави и бидна, што бидна и тргна. Тргна некако моето патување музичко, кое што пак 2003 дефинитивно се потврди со победата на Маквест, затоа што до тогаш беше само како проба, ајде да пробам, ајде да видам, можам ли, ќе ме биде ли, се допаѓам ли, треба ли ова да го правам, и кога се случи Маквест, кога победив, навистина беше еден поттик дека ете, тоа е тоа, значи треба да го правам ова. Да. Си рекла во едно интервју, сега парафразирам, никогаш не сум имала никогаш не сум сакала да се откажам. Ете така можеме некако да го дефинирам ова, нели? Мислам дека сум на вистинскиот пат, но во меѓувреме или во време кога ја градеше оваа музичка кариера, беше и водител. Така. Значи се обидуваше да бидеш нешто во врска со тој ентертејмент, да го наричаме, нели, со таа сцена, со нешто што значи медиуми. Имаше некој миг кога се вагаше работата или не? Музиката беше секогаш. Дали ова или ова? Да. Па, некако ги сакам подеднакво и двете нешта. Јас сакам да бидам пред камера, сакам да се обраќам, сакам да бидам пред јавност. Тоа е моето вистинско јас. Ама музиката секако е на прво место, затоа што таму најсилно ја изразувам својата емоција и се празнам и се полнам. А водителството ми е исто втора љубов на која што не знам, можеби ќе се вратам некогаш, ама сега за сега не.
Уште една работа не поврзува сега и датумов. Значи, нели? Добро. Денес е денот на ослободување на Скопје. Јас Така и ти сме имале проекти кои што се врзани за скопски приказни. Точно. Ти Јас и својата ти улица како скопјанки залюбени у Скопје. Ти својата улица Македонија, Така. така, јас со Скопје але и така е. Така што ете уште една спојка. Да, и апелирам да ни ја средат улица Македонија што поскоро. Што ти пречи сега? Па ми Ајде, пречи што е замрена. Навистина ми пречи главната улица, најстарата улица во нашиот град да и биде онаква каква што е, а не е во убава состојба. Ми фали животот на улица Македонија. Тоа што го имаше кога Скопјаните беше. ми фалат на улица Македонија да шета, така да се апелирам, се надевам дека Дека ќе ревносен ќе слушнат. биде нашиот градоначалник, Да. да ја среди. Оној советот, се враќаме на советот на баба ти, кој што навистина е Повели. супер, жилбите постојат за да се исполнуваат. Да. Велиш дека така ја градиш и својата кариера, се она што се случува, Да. но не знам, до каде си со сонов? Сега ќе го Ностоп нови жилби има. Да, ќе одсонуваш нешто од сега за еден месец. Веројатно голем твој Да, сон. да, тоа е. Големиот солистички твој концерт точно на 13 декември. Така е. Но да речеме тоа е некако врв на тој дел од кариерата, да речеме закружување на повеќе од 2 децении кариера. Па сега за сега тоа е еден врв кој што треба да го искачам. Добро. Тоа е една задача, една цел која што си ја поставив, а можеби ја избегнував долго време, не требаше 23 години, навистина долг период. Дури на 23-та година се решив нели да го направам овој концерт и навистина ми е драго што можеби сега ќе се доживее една нова димензија од мене. Едно е да настапувате на настапи Така класични, а друго е да имате свој солистички концерт каде што сте вие. Да. И вашата музика, само вашата музика. Да. Така да тоа е еден врв кој што веројатно успешно ќе го искачам. Добро, супер. Имаме ние твоја пријателка која што и соработничка, односно дел од овој и од некои други проекти кои што ги работиш, но претходно до каде сте со концерта? Подготовки во хаос? Тоа е, сега е тој Колку време хаос. се подготвува концерт? Па јас се подготвував веќе 2-3 месеци, прво психички се подготвуваш. Психички се подготвуваш околу концептот, околу како тоа треба да изгледа, кои ќе бидат песните, зашто има многу песни во животов, преку 60 песни, па кои ќе бидат тие 20, па кој ќе биде тимот, па како ќе изгледа сето тоа, па пиар и така натаму. А генерално главните подготовки се сега следниот месец дена, Така е. кога ќе биде да речам жаргонски турбо, ќе се движат нештата. Јас сум многу возбудена. Морам да признам, не сум тремаџија по природа, но овој пат сум навистина многу возбудена зашто сум пред една нова врата која што треба да ја отворам. Добро оди, сега за сега е супер. Да, супер, добро. Ајде да ја видиме. Не, пред да ја видиме. Ајде. Наша Сани Тимковска. Да. Само да ми кажеш како ги бираш пријателите? Кој е рецептот твој? Треба да бидат искрени. Добро, Со значи мене, прво да искрени. почувствам- Да, Добро. искреност. Да бидеме искрени едни кон други. И да бидат позитивни. Позитивни. Насмеани, да. Тоа ми се некои две нешта кои што ме влечат кај луѓето. Без негативни вибрации, ако може. Да, не можам да бидам со луѓе кои што кукаат нон-стоп. Добро, и кога кукаат луѓето, што правиш? Ги тешам што да правам. Сакам да кажам дека се трудам да бидам пријателка која што сака да слуша, Точно. нели? Па сите треба да се Нормално, ама слушаме. има луѓе кои што навистина тоа им е како стил на функционирање, нели? Да. Ако повеќе Само ги се жалат. Да. Е тоа таква енергија ми е тешка. Не е таква Сани наша. Па затоа ми е другарка. Да. Александра Сани Ајде Тимковска да видиме. има да кажа нешто и она што е важно, значи Бојана среди се да не знае што ќе кажат Да, незините да се пријателки. изненадам. Така е, да. Одиме со Александра Сани Тимковска, таа да видиме како ја опишува својата другарка и има и прашање за неа. Добар ден, поздрав до двете, поздрав до вашите гледачи, ви посакувам убава и успешна емисија и се надевам дека ете со моето кратко вклучување ќе успеам да придонесам и можеби да откриам нешто за Бојана кое што ете вашите гледачи не го знаеле. Ние се знаеме повеќе од 20 години, незините почетоци во светот на музиката и моите во светот на новинарството се тука некаде.
па таа интензивна комуникација во тоа време некако логично беше да прерасне во едно убаво пријателство кое што го негуваме и кое што секогаш, нели, во зависност од обврските, или завршува со некој маратонско кафе, со некој исто маратонски ручек, или можеби маратонски преписки до доцните часови. Па затоа често се шегуваме, не дај Боже некој да види или да чуе што пишуваме или што зборуваме. Бојана е човек кој што можеби и кога ќе размислам вака и не се разликува нели онаа Бојана од пред камерите со онаа Бојана од зад камерите, затоа што таа е директна, секогаш кажува што мисли, знае да избувне, меѓутоа знае и брзо да се, нели, она да испласне лутината, знае да каже извини, затоа можеби двете сме со сличен карактер, па и често сме балансирале една со друга и затоа немаме некоја проблематична, мислам сме немале проблеми во комуникацијата. Она што би сакала да го кажам, тоест она што би сакала да ја прашам Бојана, да ја искористам приликата, бидејќи останува некаде уште околу 1 месец до незиниот прв столички концерт, те молам, кажи ми колку имаш трема од 1 до 10, и она што можеби малку и мене ме засега е ќе спием или до концертот. Шегата на страна, Боки, се знам, драго ми е што после можеби толку разговори, толку охрабрувања се реши на ваков чекор. Знам дека ќе биде секако што треба. Верувам во тебе. Знам колку со нетрпение го очекуваш овој концерт. Знам колку ти значи дружбата со публиката, со фановите, и само ти посакувам да бидеш мирна, затоа што те очекува преубава вечер, а јас очекувам следната година во ова време исто случување во поголема сала. Па и вредеше ова да не го чуе Бојана. Да. Одиме со ред вака, сега да те пуцат. Не знам дали не гледаш, ама те гушкам. Ке ја пуштиш после? Да. Ако не гледа сега. Слушај вака сега. Значи, вика дека не дај Боже никој да ги прочита пораките или да ве слушне што зборувате на тие маратонските. Добро, малку трач сега. Средби, добро. Значи, женски трачеви. Трачарите. Така, добро. трачариме помалку. Повеќе од 20 години. Да, сме соработнички Соработувате и пријателки, така. Така е. Она што мене ми е важно е, таа вели требаше да те натераме, ако добро разбрав. Имаше двоумење околу концертот во тебе? Па не двоумење, ама некако бев во комфортна зона. И од комфортот е многу тешко. Комфортната зона си е супер. Да. Ама во животот треба да поставувате нови цели, нови скалила да искачувате. Така да некако, гледајќи ја колку концерти организира и на колку луѓе е пиар, да речам, во тие настани кои што се случуваат и колку се повеќе се случуваат македонски концерти, решив оваа година, бројката е 23, значи не е ли юбилејна, ама решив оваа година да го направам тој чекор, затоа што го на публиката и го должам, а и на себе си. Значи, навистина и многу пати во интервјуата си кажала, мислам, многу пати во таа година кога била. Тоа да го постигнам. Навистина, сум модела често пати на концерти на македонски изведувачи, како дете, така да реално концерт е специфична работа. Сериозна работа. А е круна на кариерата на еден пејач, ама бара работа. Така е. И ангажман. Колку имаш трема од 1 до 10 е првото прашање. 12. Второто е ке спиете ли овој месец? Не. Значи, Сани нема спиење. Знаеш зошто? Во делот каде што носам одговорност дека сакам да биде се убаво. Да. Сакам се да биде совршено. Не може да биде се совршено нормално, мислам, на никого ништо не му е совршено, ама јас чувствувам дека треба да направам, да се потрудам да биде скоро па совршено, а тоа моите најблиски луѓе околу мене, меѓу кои сопругот и тие мои соработници најблиски, го кркаа, да не речам, со моите милион прашања.
Леле, што прашуваш? Кажи, жити све, некоја. Леле, ќе биде ли полна салата? Леле, ќе им се допадне ли ова? Леле, дали ќе треба вака да се облечам или така да се облечам? Аха. Имам свои дилеми како и секој нормален човек. Кога кој сме што- кај имиџот, што ќе биде? Ќе ни откриеш нешто? Па, искрена да бидам, размислувам во повеќе правци, Аха. ама ќе се потрудам да ми биде удобно. Да. Тоа Не може би сакам- многу важно. Да. Познавајќи ги, нели, и муабитите на познатите, звезди и Точно. звездите, нели, секогаш треба да е прво удобно, а Така, потоа да. треба да ти биде удобно за да бидеш ти, Ти на комплетен сцена, и да го така. дадеш, да не мислиш дали нешто те стега, дали Така те е. боли, дали ти е топло. Да. Така да, веројатно ќе биде нешто удобно, а убаво. И ќе бидам јас. Ете, добро, супер. Мислам дека е Сани презадоволна од Благодарам, одговор. Сани, те поздравуваме. Да. Сега, ќе пееме? Ајде, Ајде. треба да најавуваме? Дома. Аха, прво е дома, да. Да, прво Ова е дома. Моја песна, текстот е мој, така да еве нешто родолюбно, на ново Ајде, издание. може. Джингл. Кај што сонце грее, љубов извира, во мене желба тлее назад да се вратам. Кај што среќна пев, душа остана, а штом те спомна тебе, знам дека ти си безсмртна. Како да ги оставам сите драги луѓе, спомени да
Бојана Скандиновски ни е во студиото, во оваа никој да не знае и да не изумам, затоа што зборувавме за концертот, ама ја прашања безброј. Да им кажеме на нашите гледачи дека точно на еден месец пред концертот ќе има можност најбрзиот од вас на екран сега ќе се напише бројот на Телма телевизија, да се јават во Телма. Најбрзиот кој што ќе се јави ќе добие 2 влезници. Оставете ја вашата адреса во режија, ве молам, заедно со вашиот број, заради тоа што изненадувањето ќе биде изненадување до крај, па пакетот ќе пристигне со карти на вашата домашна адреса. Заслужуваат гледачите, Да, особено така на телевизија Телма. Да, благодарам многу за оваа доверба. Сега, се мислам што да биде во сивовија, нели, во сивовија делови, но многу важно нешто да не изумам. Не сум знаела дека си сакала да свириш пијано и дека взимаш часови кај професор само за тебе. Е, тоа се тие желби кои што треба да се исполнуваат. И не ми е срам на 41 година си Да. исполнам желба. Да. До кај си со пијаното? Мојата книга по пијано се вика Разиграни прстиња. Добро. Тоа е книгата по пијано од која што учи ќерка ми. А тоа остана една пуста желба од детството, која што тогаш не ја остварив. Ете, имаше милион причини зошто не ја остварив, ама никогаш не е доцна, нели? Така е. Во моментов ја поздравувам мојата професорка по клавир, Јасмина Трајчевска, еден прекрасен професионалец и трпелив професионалец. Толку си лоша или дека Не ти сум треба толку време? лоша, ама сум возрастна. Така. Таа вели дека сум добра, јас мислам се уште не сум опуштена да почнам јавно да го правам тоа. Навистина едно одмарање за мене часовите по пијано. Се мислев оваа година дали да запишам магистратура Добро. или пак да учам пијано. И Чекај, решив чекај, да што учам... ќе биде магистратурата, извини? Ама не, нема да биде сигурно економски, ќе идам нешто... нешто друго, добро. Па нешто што би било интересно, веќе ако го правам од Добро. пусти мерак, да го направам нешто што ќе ми се мене бендиса, ама не се одлучив оваа година, решив да учам пијано. Пијано ќе учиш А оваа и ти година. битувам дека некоја следно издание ќе Ќе дојдеме, свириш ќе пијано. свириме. Леле, супер. Ама тоа да не биде скоро. Добро. Сега врзано со пијаново и една Ајде. работа која што веројатно јас не сум ја чула досега за тебе. Еве Добро. кажи ми ако си ја чула, мислам ако си Добро. ја кажала во некој интервју, едно извлеков, ама тоа е веројатно одамна дадено или не знам. Велиш јас сум љубител на историјата, читам многу на таа тема. Да. Јас го сакам винтидж стилот, па имам домашна колекција на антиквитети, Да, 100 годишно пијано, така е. 70 годишен зиден часовник, 65 годишна табличка и 45 годишен касетофон на кој ги слушнав хитовите на Макве за прв пат. Така е. Е па нова не го И знаев. па да знаев ке ти ги слик фотографирав, па ќе можевме и да ги видиме. Да. Да. Јас сум човек кој што навистина сака да биде колекционер сега. Немам толку пари да како тие што прават милиардерите, Добро. ама јас во некои наши рамки чест посетител сум на антикварниците. И дома ми е скоро како музеј. Скоро па како музеј. Ама чекај, тоа смее да се Заљубена типка, сум во децава овие. смеат? Не, тоа е нешто најстрого забрането. Ништо друго не е забрането колку што. Немој. Па нема се игра в кошарка, фудбал. А нека се игра што? Ама добро, клавирот. не, да би го пијаното добро, ама повредат. други ќе купиш пак што? Не, нема, некои работи се толку Не, толку се ретки. толку се единствени што Да. веќе не можам да ги најдам како такви. Некои од нив јас и сопругот сме ги репарирале затоа што биле во некаква незавидна состојба, па сме барале соодветни мајстори, Так. да речеме еве и за пијаното и за зидниот часовник. И уникати се. Јас се врзувам така, тие ми будат некои приказни нови, некои не си замислувам каде во кузне во кој дом сега седеле, како тоа изгледало. Така е. Така, влезена сум во тие приказни. Добро, ова не си го кажала, верувам во. Да, навистина. Многу Добро. малку луѓето знаат за тоа. Ете, супер. Освен тие што ми биле на гости. Така е. Имаше песна Ми треба. Така е. Важна ми е мене приказната заради тоа што сум жена и заради тоа што На сите мислам, жени, да, да. и заради тоа што мислам дека нели не е тоа феминистичкото гледање, но наискрено кога треба да ги охрабриш жените. Да. Во едно интервју си рекла јас особено сакам да ги поддржувам жените, жена сум и знам што тоа значи во едно балканско општество. Така. Ги охрабрувам жените да бидат своји, самостојни, да работат на себе и верувам во нивната енергија. Оваа песна можеби има малку така пофеминистички текст, велиш во смисла мажот е тој кој треба да се труди околу жената. Јас имам керка, јас сум нечија керка, имам сестра, ние сме една женска фамилија, Да. знам многу добро. Па од секогаш сметам дека жените се секогаш поорганизирани и по мултитаскинг од мажите. Па да. 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 Велиш, апелирам да бидеме посвесни за денешната улога на жената. Денес жените треба да бидат и домакинки и мајки, и образувани и со кариера. Потребно е ние жените да се поддржуваме. Да. И тоа е многу важно во овој свет.
Многу е важно. И искрено да ти кажам, навистина се повеќе жените меѓусебно се поддржуваат, а се почесто па мажите знаат да бидат љубоморни на жени. Зборувам и професионално. Да, жени кои што успеале на таа карта алудираш, добро. Се повеќе гледам дека се поддржуваат жените. Навистина се избегна тоа клише дека една меѓу друга сме си волци, па си љубомориме, па често пати сум добивала комплименти од жени, поддршка и така натаму. Често пати се случувале соработки со разноразлични жени во мојот живот и гледам дека се случува веќе и на другите полиња. Така да многу е важно да избегнеме она некое малограѓанско ниво дека ние треба сега меѓу себе да си бараме мани. Да. Живееме во една иста приказна, исти проблеми имаме, со исти предизвици се соочуваме, исто немаме време, исто сакаме повеќе време за себе. Така е. Така да, мислам дека денешната улога на жената е многу потешка од тоа во минатото. Никогаш, да, па тогаш немало таква кариера каква што бркаат жените сега денеска. Да, при тоа треба да бидеш и дома, нели? И дома се што била никогаш таа мајка која што била дома. А била само домакинка, нели? Или била кариера која што изискувала поише време во домот, како да кажам. Навистина, да. Добро, веројатно сега имаме на разноразлични помагала кои што во домот ни ги улеснуваат нештото, но сепак фигурата жена, сопруга, мајка во домот е многу важна и не може да ја замени никој. Така е, да. Чекам колку имаме? Добро, имаме. Тука е Искра, тука е Ѓурги, тука е Васко. Така е. Си рекла во интервју и тоа ти го извадиле како наслов. Добро. Мислам дека е супер да кажеш дека супругот секогаш ме дига затоа што тој е најпозитивната личност и во најмоите такви, знае да ми каже ќе биде се. Па тој е непоправлив оптимист. Непоправлив човек кој што никогаш не се откажува од целта која што има зацртана и полека движи кон неа. Нема еуфорија. Јас сум поеуфоричен тип. Јас мислам дека се треба одма во моментот да се случи. Некогаш сум нестрплива. Тој е поразличен од мене и затоа тука сме можеби некој добар спој заради фактот што мојот уметнички дух знае да лебди, а тој цврсто гази на земја. Па тука ако знам да паднам така некогаш да ме освести или пак да ме врати во реалност ако влезам во некоја еуфорија. Така да уметнички. Така да мислам дека тоа е многу важно во животот да најдете соодветно дополнување на карактерот. Така е, да. Немој ќе ја заборавиме, не смееме, знаеш колку го чека сега ова. Не. Јелена секако гледа. Јелена Младеновска, повикувам да ни кажа што има да ни кажа братучетка и другарка. Па сега вие си знаете, ама Бојана ништо не знае од ова. Не знам, намерно. Што ќе слушнеме. Со Бојана се знаеме практично од кога знам и за себе. Или барем од моите први зборови. Таа пееше на секој можен настан, на секој можен роден ден, се качуваше на маса со својот лажен микрофон и одржуваше еден свој мини концерт, а јас си бев најголемиот фан. Бојана е човекот со најубав глас што негогаш сум го слушнала и човекот кој секогаш носи една позитивна енергија каде и да се појави. Секогаш е тука да ми помогне, да ме советува, но и доста често да ме искара, што се случува и до ден денешен. Одличен организатор е, односно одличен IT менеджер, а она нека ви објасни зашто. Незините мани, тоа не смеам да зборувам. Шегувам. Па доста често знае да е огромен перфекционист, но тоа е она што ја прави совршена на сцената. Дали ги чува ролерките и дали би дошла до парк со мене да се повозиме. Се шегувам. Еве, ајде. Доколку може да бира, со кој светски познат артист би одбрала да пее на сцената? Чао. Ете, што ти се вика ем братучетка, ем другарка. И соработник ми е. И соработник? Ајде кажи таа го работи дигиталниот маркетинг, а односно тоа е сите IT делот.
Морам да раскажам приказната зашто вика ајти. Добро, само чекај да ти кажам, добро, имаш 2 минути. Да, значи најстара братучетка нели од братучедите и сега она со сестра ми беа по 4-5 години помали и сега дома сме сами, треба нешто да правиме да јадеме и ја викам ајти љупи компири, ајти сега ти виршлите стајги, ајти сега ти раскреди овде дека јас бев надзор. И затоа ме вика ајти менаџер. Ти благодарам, Мили, те сакам многу. Навистина ми е убаво така кога ќе слушам. Така е, кога ќе слушаш вакви работи за себе. Да, далеко сум јас од совршена, нели, како човек, никој од нас не е совршен, ама сум совршена на некој свој начин за луѓето кои што ме сакаат. Така да се трудам да бидам позитивна и се надевам. Затоа тие луѓе ми се толку долго време во мојот живот. Кажи сега со Ролшуеве што правиме. Па тоа беше уште една наша дешавка како деца, значи ја нешто 17 години, она нешто дете 14-13, ние сега двете со ролерките се закавме во центар, мајки татко ќе не утепа. Зашто ја детево сум го зела со ролеркиве, а ја никогаш за жал не научив да возам ролерки. Како возевте? Не знам, она возеше, ја пробував, јас под мишка ролеркиве. Не ја за рака, таа со ролерки. Да, и колку детски наивно идеме кај што е татко и он има една пицерија во центар Мечос на времето путна. И кога не виде, каде вие двете? Кај ти ја однесе нејзе, каква одговорност сте тргнале вие до центар со ролерки? Сам така беше во тоа време, тоа беше страшно, нели? И сега кој идете ли во парк со ролерки? Не можеме да идеме во парк со патики. Јас инаку сум тотален антиспортист луѓе. Добро. Во спортска Имаш фамилија. патики? Не, патики имам. Добро. Фенси такви. Такви. Ама оние за трчање за нешто немаш такви. Не трчам каде. Али добро шетам по шопинг центри. Знам, Кога ќе ме Бојана. пуштиш имам брзина. Знам, Се шегувам, Бојана, деца, не зимајте пример од мене. Ја не сум добар пример. Како да не, Не зашто? зимајте пример од мене да се спортувате, тоа е многу здраво. Не, здраво е да спортуваш, ама имало истражување во кое што вели дека жените кои што шопингуваат и Да, често го видов. купуваат Го пратив гардероба, на маж ми. да, Да. дека се многу посрекни. Точно, па не ли гледаш? Значи, деца, купувајте кога ќе имате можност. Така е, умерено само. Така, Бојана, ти благодарам, имам уште многу прашања, меѓутоа Така е. нели ова Македонија во срцето носиме, не сакав да биде тоа дел Покажувавме и претходно, многу така е. често сме го зборувале. За крај велиш во едно интервју, не се промени жилбата и амбицијата да го правам ова, но се промени физички и ментално, созреав. Имав само 18 години кога почнав со музика, но горда сум на се што постигнав досега на вистина. И пред да ја најавиме последната песна, нели во ова никој да не знае, велиш музиката на најдобар начин знае да ги преведе емоциите. Да, навистина. Навистина нема друга посилна емоција и поголемо врзување на луѓето освен преку музиката. Тоа е емоција која што луѓето ги обединува и најсилната алатка, да речам, во наводници за поврзување на луѓето. Супер. Среќа и несреќа за крај на ово издание. Повеќе Со среќа среќа. концерт. Ти благодарам, Кате. Се Се гледаме гледаме таму. секако. Се Да, разбира. джингл и крај на ова никој да не знае. Се враќаш ти кога ќе ти текне и носиш време минето. Не проаѓаш, а еден живот пројде и срцево е скинато. А сакав јас да одам кај што срекни одат. Сон прекрасен, медал за лудост ке ми дада. За тебе и време нека запре, сонце наутро да зајде. На тебе уште ке се сеќавам и кога други љубам, јас во себе пак те чувам. Знам ти си моја судбина и време нека запре, сонце наутро да зајде.
pamćam jaz kako prva bolka, a nekam da te prebolam. Zaboravaš mi veti ke me sakaš, štom drugi tek je zaminat. A sakav jaz da odam kaj što srekni odat. Son prekrasen, medal za ludost ke mi dada. Za tebe i vreme neka zapre, sonce nautro da zajde. Na tebe ušteke se sećavam i koga drugi ljubam. Ja zbog sebe pak te čuvam, znam ti si moja sudbina. I vreme neka zapre, sonce nautro da zajde. Na tebe ušte ja se sećavam i koga drugi ljubam. Ja zbog sebe pak te čuvam, znam ti si moja sudbina. Moja sreća i nesreća. Čuvam, znam ti si moja sudbina. I vreme neka zapre, sonce nautro da zajde. Na tebe ušte ja se sećavam i koga drugi ljubam. Ja zbog sebe pak te čuvam.